кажам нешто за основните етички стандарди и норми кои што ги користиме при публикување на списанието Македонски ветеринарен преглед, кој што представува официјална публикација на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Се работи за списание со отворен пристап, имаме своја веб страна и публикуваме 2 пати годишно, како во печатена, така и во електронска верзија. Трудовите се публикуваат исклучиво на англиски јазик, со собствен број и во 3 формати, PDF, XML и HTML, а сите трудови подлежат на претходна рецензија и тие кои што добиваат позитивна рецензија се печатат бесплатно, што значи дека сите финансиски трошоци и за печатењето и за уредувањето и издавањето на самото списание се на сметка на факултетот. Од 2019 година имаме софтверски систем за поднесување и за рецензија на трудовите. Истите се публикуваат според лиценцата 4.0 на Creative Commons Attribution, а користиме и плагиат, односно компјутерски систем за детекција на плагиаризам, тоа е Authenticate на CrossCheck. Од 2014 година, фактички веќе 10 години, сме членови на Комитетот за публицистичка етика, а од 2015 година коиздавач на нашето списание е и полската издавачка куќа Sciendo, како дел на De Gruyter издавачката куќа од Полска. Нашето списание е индексирано во голем број престижни бази, како од областта на ветеринарната медицина, така и од голем број на биотехнички и биомедицински науки, кои што се јавно достапни на нашата веб страна и се дадени, а на веб страната, на почетната страна на списанието, дадена и метриката на самото списание и од ланската година имаме добиено од Clarivate Analytics за прв пат импакт фактор од 0,4, па така што таа метрика заедно со метриката на Scopus е јавно достапна за сите потенцијални читатели и идни автори кои што би сакале да дознаат повеќе за нашето списание. Работата со списанието ја уредува и ја работи постојано уреднички тим од 5 луѓе, меѓутоа имаме и локален уредувачки одбор, како и меѓународен уредувачки одбор, односно advisory board од 48 членови од 23 земји. И во однос на работењето на списанието и публикувањето на списанието, ние се раководиме врз принципите на транспарентност, интегритет и феродност, односно објективност, кои што сметам дека се основа на секоја етичко уредување и публикување на научни списанија, па така во овие следните минути ќе се осврнам по-детално на дел од етичките норми и стандарди кои што ги користиме во нашето списание. Што се однесува до транспарентноста, уште на почетната веб страна, во делот за информација за списанието, даваме различен тип на информација, од целта и обсегот на списанието, до категориите на публикација, каде е индексирано, детално објаснување за политиката за рецензија, за уредувачката политика, како и етиката во публикување, а дадена и метриката на списанието не само во однос на претходно споменатите научни институции и бази Clarivate Analytics и Scopus, туку информација за тоа колкав е процентот на примени трудови во однос на вкупно пристигнати трудови во една календарска година, колкаво е времетраењето од поднесување на труд до добивање на прва рецензија или до прифаќање на трудот, што сметам дека на авторите дава еден поширок пристап и полесно може да се одлучат дали сакаат да поднесат труд во нашето списание. Сите етички норми кои што се пропишани и врз кои што се раководиме при уредување на Македонски ветеринарен преглед се дадени според препораките и насоките што ги дават КОП и Светската асоциација на медицински уредници и Меѓународниот комитет на уредници на медицински списанија, чии што линкови се јасно нагласени на нашата веб страна кога говориме за публицистичка етика.
Обрнуваме внимание да трудовите бидат оригинални, да не бидат претходно објавени и да не бидат подложени на рецензија во исто време кога се и поднесени во нашето списание. Овие информации, заедно со информациите дали авторите имаат конфликт на интерес, дали трудот е финансиран од некого, дали е дел на проект и воедно и дали се согласува да се публикува според лиценцата 4.0, авторот кој што го поднесува трудот јасно го декларира во два формулара. Тоа се копирајт и конфликт од интерес формулар. Ние воедно во однос на авторството праќаме и мејлови до сите коавтори да ги известиме дека ние сме добиле труд во кој што се тие коавтори и на тој начин сметаме дека е потранспарентно односно дека е потранспарентен овој однос на авторството. А во случај да во тек на рецензијата авторот кој што го поднел трудот бара да се додаде уште еден автор како коавтор на трудот кој што го рецензираме, тоа го разгледуваме исклучиво после добивање на писмена согласност од сите останати коавтори. Авторот кој што го поднесува трудот, сите претходно споменати информации, заедно со уделот на секој од поединечните коавтори во креирање на трудот, како и благодарноста кон поединци или институции кои помогнале во формирање на трудот, ги искажува уште за време на поднесувањето на самиот труд. Меѓутоа, доколку трудот биде рецензиран позитивно и биде објавен, овие податоци влегуваат во делото на самиот труд, како информации од јавен интерес и се печатат, односно влегуваат во склоп и на печатената и на електронската верзија на самиот труд. Како што предмалку споменав, имаме рецензија од типот на double blind. Во списанието јасно е искажан процесот на рецензија, дадени се упатства за рецензентите, како и имаме листа на рецензенти која што постојано се надополнува. Рецензентите мораат да пополнат формулар од околу 20 прашања, во кој што има и дел за коментари за авторите, меѓутоа и дел кој што се однесува на доверливи коментари до самите уредници и на тој начин многу помагаат во донесувањето на конечната одлука за иднината на дотичниот труд. Во нашето списание, како бидејќи става збор за списание ветеринарната медицина, особено внимание посветуваме на делот за заштита и благосостојба на животни кои што се користат во експериментални цели. Во таа насока бараме од авторите при самото поднесување на трудот и во самиот труд да назначат дали имаат институционална дозвола за експерименталниот протокол кој што го користа и чија што база е изграден самата студија и да цитираат кои се препораките кои што ги следеле во овој дел за благосостојба на животните кои што ги употребиле во нивните експериментални цели. Тоа јасно е нагласено, не само на веб страната во однос на уредувачката политика на списанието, туку и во делот за инструкции на авторите, и ова представува едно од прашањата кои што обавесно треба да ги одговорат или да ги разгледаат рецензентите на тие трудови и да дадат свој однос. Бидејќи ова е и еден од етичките норми и постулати во публикување научни трудови каде што се користат животните. Сите информации во врска со некој труд ги споделуваме исклучиво од самите автори и со рецензентите кои што го рецензираат тој труд, што значи дека се обезбедува доверливост и приватност на информациите. Како што и пред малку сличнавме во повеќе наврати, и ние исто така се грижиме за тоа да не постои плагиаризам во нашето списание, го користиме Authenticate, софтверот за детекција на плагиаризам, меѓутоа не дозволуваме ни автоплагиаризам, односно дуплирање на веќе објавени трудови, податоци, информации од истите автори кои што се претходно објавени. Што се однесува до некои грешки технички кои што може да настанат,
за време на уредувањето на списанието. Тие грешки јавно ги објавуваме, како што е тука дадено на овој слайд, при што се објаснува грешката, се дава линк до трудот за кој што грешката станува збор, а и во самиот труд што претходно сме го објавиле, даваме линк кој што посочува објаснување на техничката корекција што се прави во дел на трудот. Според сево ова, може да заклучам, односно сметам дека сите уредници на научни списанија треба повремено, периодично да прават ревизија на своите уреднички политики и изјави кои што ги имаат во склоп на нивните списанија и воедно да додава нови политики или изјави од страна на авторите, како што е случајот со употребата на вештачката интелигенција во научните трудови, користење во науката и научното публикување, политиката за препринти, кој што исто така е една од релативно новите работи, 60 години во биомедицинските науки се користи, и сите овие етики, стандарди мора да бидат во согласност со препораките што ги даваат релевантни институции кои што се занимаваат со етика на публикување. При тоа, транспарентноста, добрата пракса во публикување на научни списанија и принципот на отворена наука, сметам дека се основа на публикувачката етика на сите научни списанија без разлика од која област станува. Благодарам.